Вести на Канал 8. Комуналното предпријатие Водовод е дел од пилот проект што ќе се реализира во Македонија за намалување на загубите на вода. Освен нашата, во проектот се вклучени уште 8 општини од државата, од Косово и од Босна и Херцеговина. Комуналното јавно предпријатие Водовод е пилот партнер во меѓународен проект што се спроведува со поддршка на Германската развојна соработка и Швајцарската агенција за развој и соработка, а кој се занимава со неприходуваната вода во земите на Југоисточна Европа. Раководниот тим на проектот имаше работни средби со представници од Водовод, предпријатие во кое ќе се анализираат актуелните загуби на вода во системот и ќе се преземаат мерки за нејзино намалување. Проектот се спроведува во 3 држави, во Косово, Македонија и Босна и Херцеговина, со 9 партнерски водоводни предпријатија, од кои 3 се пилот предпријатија. Со нив сакаме да имплементираме одредени конкретни мерки на теренот, да го зајакнеме предпријатието и да набавиме одредена опрема за детекција на загубите во водводните системи. Тоа е изворедна можност да ги согледаме нашите моментални состојби, да се зафатиме во решавање на еден акутен проблем кој е присутен и во комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани и кај сите комунални предпријатија кои стопанисуваат со водовод, загубата на води. Значи, тоа е основната тема, основните обврски со кои ќе се справуваме, ќе ги користиме алатките и искуствата кои ќе ни бидат предложени од страна на менаџерите луѓето кои менаџираат со овој проект, на останатите учесници, наши партнери во овој проект, а сето тоа ќе биде една можност да го подигнеме и начинот на работа и системот на детекција, а на друга страна да добиеме и финансиски бенефити од намалувањето на количините на неприходувана вода. Во рамки на овој проект, Водовод очекува и донација во опрема за детекција на дефектите во висина од околу 30.000 евра. Се очекува таа да ги зајакне техничките капацитети во делот на справувањето со загубите на вода во системот, што ќе биде можност ваквото позитивно искуство Кочански водовод да го пренесе на комуналните предпријатија од целата држава. Покрај нашето комунално предпријатие, македонски учесници во проектот се и комуналните предпријатија Солидарност од Виница и Комуналец од Гевгелија, кои ќе добијат помалку финансиски средства во однос на Кочани, но ќе ја поминат истата обука за градење на човечки капацитети и реорганизација на предпријатијата. Вкупниот буџет на проектот е околу половина милион евра. Виница ќе им биде пример на општините од регионот на Северно Косово за практикување корисни алатки со учество на граѓаните во донесувањето на важни одлуки во локалната самоуправа. Се работи за проект во кој е вклучена и мисијата на ОПСЕ. Граѓанската иницијатива од група сопственици на катастарски парцели за усвојување на урбанистичкиот план за економската зона ИЛА, што се наоѓа во непосредна близина и граничи со генералниот урбанистички опфат на општина Виница, е посочена како пример за алатка со која е овозможено учество на граѓаните во носењето одлуки на локално ниво. Таа е вметната во водичот со алатки, печатено издание на ОПСЕ мисијата во Скопје. Врз основа на ваквата иницијатива, Советот на општина Виница своевремено усвои одлука да поведе постапка за подготвување на документацијата за урбанизација на зоната ИЛА, а во 2012 година општината доби и официјално одобрение за вклучување на зоната во донесената урбанистичка планска документација на Виница. Она што е најбитно, трошоците за спроведување на постапката ги покрија сопствениците на парцелите, распределувајќи ги еднакво врз основа на метар квадратен. Искуството од Виница, како и повеќе практични примери од неколку други општини во Македонија околу креирањето на буџетот и вклучувањето на сите категории граѓани во истиот, ќе го користат општините од Северно Косово, каде вклученоста на граѓаните е сведена на минимум во креирањето на локалните политики. Представници на мисијата на ОПСЕ во Косово остварија и посета на општина Виница за да разменат искуства што следната недела ќе ги вмрежат во рамки на регионална конференција што ќе се одржи во Охрид. На семинарот, на избраните представници од општините од Северно Косово ќе им се представат механизмите за јавна комуникација што веќе ги имаат испробано локалните самоуправи во Македонија. На средбата во општина Виница исто така биле посочени и повеќе примери за граѓанско учество кои локалната самоуправа ги практикува во реализацијата на значајни проекти.
Инаку, во брошурата што беше издадена со помош на ОПСЕ мисијата и која е во македонско-албанска верзија, покрај Виница вклучени се и општините Кратово, Гостивар, Битола, Липково, Илинден, Валандово и Струмица. Во рамки на планирањата на расходната страна од буџетот на општината за наредната година и локалната самоуправа на Чешиново-Облешево го вклучува и граѓанскиот сектор. Поради тоа, упати повик граѓаните и издруженијата да пријават своји проекти и идеи што би влегле во планскиот документ. Во општина Чешиново-Облешево во тек се подготовките за донесување на буџетот за наредната година, во кои, освен утврдените проекти што ги предвиде општинската администрација, би требало да се вклучат и предлози од граѓаните. Врз основа на одредбите во Законот за буџети, Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа и буџетскиот календар на општината, локалната самоуправа објави јавен повик со кој ги повикува граѓаните, местните заедници, здруженијата на граѓани, клубовите и буџетските корисници со сопствени идеи, сугестии и проекти да се вклучат во процесот на донесување на буџетот на општината за 2016 година. Со тоа ќе се обезбеди транспарентност во работењето на локалната самоуправа, а истовремено ќе им се помогне на градоначалникот и на општинската администрација да извршат подобро прераспоредување на буџетските средства за задоволување на потребите на граѓаните. Во изминатите години, истражувањата на Центарот за економски анализи редовно покажуваа нетранспарентност во подготовките на буџетите и во трошењето на парите на граѓаните. Освен тоа, регистриран беше недостаток во јавното објавување на завршната сметка и на годишниот извештај за трошењето на буџетските пари. Ваквата практика досега во помалите општини во државата ретко се спроведуваше, поради што Чешиново-Облешево се обидува да го поправи недостатокот. Инаку, проектите, барањата и останатите предлози, граѓаните можат да ги достават во просториите на локалната самоуправа на Чешиново-Облешево, а во електронска форма преку веб страницата на општината најдоцна до 25 ноември. Искористување на енергетската ефикасност во училиштата е проектот за кој аплицира Основното училиште Никола Карев во соработка со Бугарско училиште. Представници од општина Благоевград во посета на Кочанското училиште. Представници од општина Благоевград и консултантските куќи за изготвување на проектот Искористување на енергетската ефикасност во училиштата во посета на Основното училиште Никола Карев се договараа почетните активности околу аплицирање за проектот, кој е од големо значење и за двете училишта. Меѓу нашето училиште, Основното училиште Никола Карев и гостите од Благоевград, значи тоа е меѓугранична соработка за искористување на енергетската ефикасност меѓу двете општини, значи меѓу општина Кочани и општина Благоевград, се работи значи за искористувањето на енергетската ефикасност, значи проектот ќе трае, значи треба да се изготват двете апликации од страната на Основното училиште Никола Карев и Основното училиште од Благоевград. Се надеваме, значи во најскоро време целата таа процедура која треба да ја направиме од двете училиште заедно со консултантската куќа од Софија и кај нас од Кочани, меѓу двете општини, тоа ќе се аплицира во европските фондови, после тоа ќе видиме како ќе биде целата таа активност и докаде ќе биде целата фаза при завршувањето значи на овој проект значи искористување на енергетска ефикасност во училиштата. Во почетокот на септември, директорот и представници од Основното училиште Никола Карев остварија посета на општина Благоевград и тамошните представници, каде што се договараа почетните активности околу овој проект, со кој значително треба да се подобри енергетската ефикасност и условите во двете училишта. И двете страни вклучени во проектот се надеваат на добивање на тој грант за реализација на проектот, кој треба да биде одобрен од европските фондови за меѓугранична соработка. Од набавените вакцини против сезонски грип годинава во Кочанскиот центар за јавно здравје останаа само 36. Одговорните во центарот апелираат населението навреме да се вакцинира, оти дополнителни дози на вакцина нема да се порачуваат. Од вкупно набавените 2500 вакцини против сезонски грип, од кои 850 само за Кочани, остануваат 36. Од Центарот за јавно здравје апелираат до граѓаните кои се заинтересирани да се вакцинираат што е можно понавреме, оти останува уште мала доза на вакцини, а дополнително нема да се порачуваат.
Слична е состојбата на потрошени вакцини и во соседните општини Зрновци, Чешиново, Облешево, а во Виница процентот на опфатеност е над 90. За подсетување, вакцината против сезонски грип не е задолжителна и чини 400 динари. Произведена е од холандската компанија Abbott, согласно препораките на Светската здравствена организација, и штити од 3 типа вируси на грип, и тоа H1N1, типот H3, H2 и од групата B. Од Кочанскиот центар за јавно здравје велат дека вакцините се безбедни, со врвен квалитет и одобрени од Бирото за лекови. Доктор Натка Карамфилова, епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани, истакна дека вакцината се препорачува за сите граѓани, посебно ризичните групи, а тоа се постарите и лицата со хронични заболувања, помалите деца со намален имунитет и хронични заболувања, но се препорачува и на лицата кои во текот на својата работа се изложени на заразување и на лицата со кардиоваскуларни и респираторни заболувања и дијабет. Препораките се населението навреме да се вакцинира, бидејќи потребни се минимум 2 седмици за создавање на имунитет и отпорност на организмот. Општинската организација на Црвен крст Кочани во соработка со детската градинка Павлина Велјанова организира едукативни работилници со децата од големите групи од сите 4 клона на градинката, со цел подигање на свеста кај децата и кај родителите за практикување здрави хигиенски навики. Проектот понатаму ќе се прошири и во основните училишта. Едукативни работилници со најмалите членови од општината спроведува Општинската организација на Црвен крст Кочани. Децата од детската градинка Павлина Велјанова учеа како да практикуваат здрави хигиенски навики и правилно и често миење на рацете. Учеа за своето здравје, дека самите треба да бидат одговорни. За време на овие работилници, значи самите дечиња ќе научат што се вируси и бактерии, зошто треба да ги миеме рачињата, како правилно треба да ги миеме рачињата и кога треба да се мијат раците. Со овие работилници сакаме да ја подигнеме свеста кај родителите и кај самите деца за самите бенефити од редовното и правилно миење на раците. Со тоа би го подобриле здравјето кај на младите и секако би го намалиле ризикот за недоваѓање во градинка поради болест како настинка или грип. Во месец ноември ќе се реализираат 4 вакви работилници во сите клона на градинката, а понатаму во последниот месец од годината проектот ќе биде проширен и во основните училишта. Предавач на работилниците е доктор Иван Коцев, специјалист по хигиена. Следува спортската информација. Во организација на Сојузот на училишни спортови Кочани се одржа општински надпревар во карате. Учествуваа ученици од основните кочански училишта. Најдобрите ќе учествуваат на државниот надпревар што ќе се одржи во Прилеп. Општински турнир во карате се одржа во салата на основното училиште Раде Кратовче. Учествуваа ученици од сите основни училишта од Кочани. Турнирот е во организација на Сојузот на училишни спортови Кочани. Учествуваат сите основни училишта од градот и во него учествуваат момчини и девојчиња, мислам ученички и ученици. И тоа се значи сите активни ученици што тренираат карате во клубовите и благодарение на нив и сето тоа сега денеска не го представат, како што го представуваат и сега. Првите ученици, значи првите тројца, првите 5, значи во посебни категории, од прво до 5 оделение, после имаме 6 и 7, 8, 9, значи по 5 девојчиња и машки ќе одат на државен надпревар во Прилеп кој ќе се одржи другата недела. Во категоријата од прво до 5 оделение во Кати прво место освои Благоја Тасевски од основното училиште Раде Кратовче. Во категоријата 6 и 7 оделение машки најдобар се покажа Ѓорги Петров од Никола Карев, а од девојчињата во истата категорија најдобра беше Мартина Шахинова од основното училиште Свети Кирил и Методи. Во категоријата 8 и 9 оделение машки прво место освои Љубомир Давидков од Раде Кратовче и од девојчињата најдобра беше Василија Христик. На турнирот учествуваа 12 ученици кои ќе земат учество во државниот надпревар што на 26 ноември ќе се одржи во Прилеп.
Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.